Добро вечер, драги пријатели. Благодарам што ме дружите. Јас сум Љубомир Фрчковски. Овие кратки сесии ток-шоу што мислам да ги држам за вас, па и за себе, имат намера да внесат малку јасност во тоа што ни се случува кај нас и во светот околу нас. Да внесат малку процена на тие морални падови во кои се наоѓаме или кои се пред нас, евентуално да ги проценат опциите излезни кои ги имаме, во една атмосфера на културолошки диалог, ако можам така да кажам, една епистема на култура во политиката, бидејќи според моје мислење, малите народи, македонките и македонците можат себе да се спасат само низ една културна продукција, бидејќи некакви други стратешки инструменти немаме. Ке зборуваме малку за нашиот концепт на идентитет, кој е заробен практично од овој кокошарник на националистичката десница, или ДПМН, како што или да е. За проблемите на левицата да конципира еманципирана стратегија на македонецот во Европа, на една отворена модернистичка варијанта, бидејќи тоа навистина е тешко. Тешко е за европската левица и за нашата исто така. Ке зборуваме малку за соседите, за нашите внатрешни расизми, омрази и со една намера да се ослободи граѓанството, односно целта е ослободување на македонците од прангите во кои во таа Платонова пештера во кои ги држат концептите на традиционалната десничарска националистичка идеологија. Нормално ова сакам да го провлечам низ со еден речник и низ една културолошка епистема, бидејќи не мислам да зборувам повторно да ги враќаме во етер овие прилично суви, истрошени флоскули на политичките борби и идеолошки квази судири. Всушност, туку да видиме како можеме да конструираме некаква култура на расправа, диалог. Носам некои книги кои мене ми помогна да разберам некои работи, па можеби некои цитати од нив ќе ги споделам со вас и така. Тоа е идејата. Јас знам дека сите мразат да им држат лекции, јас ќе се обидам тоа да не го правам така. Се обидам заедно во тие кратки расправи да учиме или да проверуваме некои работи заедно. А ќе почнеме со еден всушност ексцес. Ќе почнеме со една тема која е врзана за нашата независност. Имено раскинот со Србија е вистинската де-факто независност на Македонија од својот ментор во бившата Југославија, српскиот национален проект. И начинот и цената која тоа раскинување ние ја плативме, а тоа беше атентатот врз претседателот Глигоров 95-та. И потоа на еден тоа горе-долу ние го поминавме срекно, бидејќи Киро преживеа, се врати на сцената, нашиот пат не беше пореметен. Србите конечно не направивме договор, јас го потпишав тој договор со Миловановиќ во Караџорџево, во Белград, па во Караџорџево пушевме една пура со Милошевиќ околу тоа. 96-та година србите последни не признава и ние ги симнавме од врат. Нив и де-факто влеговме во вистинска независност. За македонците тоа е битно. Не успеавме да го развиеме концептот на мултикултурен вистински соживот пред се со албанците и нашата традиција да ја вратиме на соработка на националните проекти на албанците и македонците, која првите војводи од ВМРО ја водеа со нив, Фан Ноли и целата таа екипа на албански интелектуалци во емиграција исто. Но на некој начин добивме шанса тоа да го направиме. Тоа е многу интересен
проект за саморазбирање на македонците и македонската современа држава, која сега малку да зборуваме, можда. Ке се обидам тоа да биде интересно, не да биде лекција. И сега на еден волшебен начин, на еден темен и волшебен начин истовремено, ова што и да е националистичка елита на ДПМН, после 30 години независен пат и еден концепт на меѓународна политика кој го изградивме, кој беше мощен и успешен за мала држава, повторно не закачува за Србија сега за режимот на Александар Вучич. Претходно беше судрир со режимот на Милошевиќ, српскиот режим, па тоа го преживевме. Се имаме закачување со режимот на Александар Вучич на еден чуден начин, и финансиски, и бизнес, и културолошки. И секако тоа е лоша перспектива за Македонија. Тоа е дестабилизирачка суштинска перспектива за Македонија, а истовремено е понижувачка перспектива. Тоа е уривање на темелите на кои е градена македонска држава. Ете, тоа ќе продолжиме последна секвенца, еден мал избор што го направив за вас со джез музика и со некои спотчиња кои ми се чинеа фини, а потоа ќе продолжиме со тоа што го нареков раскинот со Србија и атентат на Киро. Значи, почнуваме, како што рековме, со ексцесот на независноста на Македонија, 1991-1992 година, и клучниот момент на таа независност во политичка смисла на збор, не во процедурална смисла на збор, тоа е откачување од Србија, која завршува со атентатот на Киро и признавањето на Македонија од Србија со договор од 1996 година. Цела таа етапа со Србија, сега тој аспект ќе го гледаме само. Не е Обединети нации, не е Грција, не е друго, не интересира овој случај, туку ќе гледаме една де факто состојба која ни се враќа на еден мрачен начин после 30 години независност повторно и која представува сериозна опасност за нашата независност и стабилност. Значи, 1991-1992 година Македонија беше, кога ќе речам хорот сценарио, изгледаше во меѓународните рапорти неверојатно фрагилно, кршлива. Имаше војска, имаше 5000 полицајци под оружје, и тоа лесно оружје. Толку беа. За целиот мој мандат, негде до крајот можда стигнаа до 10.000. 96 година. Практично државата има мултикултурен карактер и има тензии, барем тие ги гледа опасните тензии како сите балкански нации меѓу христијаните, муслиманите, македонци, албанци во основа. И сите прашања со соседите беа отворени, ниедно не беше решено. Значи, ниедно прашање. И во таква ситуација, сценаријата кои јас ги читав, а како министер на внатрешници изначитав такви сценарија, беа страшни. Дека следниот чекор од Босна практично Македонија, и тука Балканот се пали, и тука се активираат сите балкански националисти, и целата таа приказна беше во контекст на една
отвореност на државата и присуство на голема дипломатска групација внатре во Македонија. Намерно од политичките елити, тогаш на Киро и социјалдемократите поттикнат. ВМРО воопшто беше осем реториката беше лево сметало, во принцип тоа тие не учествуваа во една сериозна акција, афирмативна акција на таа држава, туку едноставно имаа реторика на независност и тоа линијата на Љупчо Георгиевски. Меѓутоа таа независност ја држеа 1991 година во ризични модели како и Хрватска и Словенија, за судир, провоцираа судир со ЈНА, кој судир во Македонија немаше да биде без ризици за нас. Но не беа силни да се наметнат, така што тоа остана нивна реторика празна за национално ослободување без никаква опција на политичка акција. Независноста, тука се случи клучниот момент на поврзување со американците 1992 година и на активирање на таа линија исток-запад, ова што го викаме денес Коридор 8, кој до денес не е изграден, од стратешки причини, од утнати стратешки причини на македонските политички елити, неразбирање, но стравично неразбирање што е важно за нас и што е помалку важно. И Албанија во комунистичкиот период, и Југославија, Македонија, беа држани со вертикални линии. Белград, Скопје, Солун, и албанците беа уште пократки. Но немаше хоризонтална врска меѓу нив. Албанија, Македонија, Бугарија беше политички прекината. Во таа ситуација и двете држави, а посебно Македонија, е небитна држава, односно е држава во сендвич. И доминира тука српскиот империјален, тој смешен империјален балкански проект и грчкиот секако. Ние стануваме важни кога крстопатот кој е природно на наша територија, значи јужната врска на Европа со Азија е преку Македонија, северната е преку Полска. Две врски има такви. Тоа воопшто не е за фрканција. Тоа е сериозна, вие Игнација е сериозна врска, историска врска. Не ја измисливме ние, пошто ние сите балкански држави велат дека се они некаков крстопат. Единствен вистински крстопат е Македонија. И науката од бивање крстопат е следен. Морате да ги активирате во сите страни проводот на крстопатот и тогаш сте стабилна држава. Ако не го активирате, соседите стануваат нервозни, кои се отсечени и почнуваат да ве роварат на некој начин, ако се успешни, да ве дестабилизираат, бараат правда. Значи, вие морате да го отворите тој крстопат. Нас, исток-запад ни беше важен, американците функционираа по него, со албанците, со нас, Бугари, Турција, и го сечеа овој дел на руското влијание во регионот преку Србија, па и преку Грчка. И сега тука јас можев да направам оперативни врски и со ЦИА и со FBI, американското, но беше одлука на Киро, клучна, за да може тоа да се етаблира во политика на нивно присуство целост. Не можев ја тоа сам да го направам на ниједен начин. И тоа беше историска одлука на Киро Глигоров. Можеби најважна, според мене, можеби најважната одлука. Со сите негови и предности и слабости, кои предностите беа далеку повеќе, за нас многу поважни, со неговото влијание во левицата генерално, во стабилизирање на левицата, во влијание во јавноста македонска, авторитетот на меѓународен план. Имаше некоја мала скепса кон албанците, но тоа беше во некакви мирни, разбирливи релации, немаше националистички изблик. И имаше една скепса мала, а тоа е кон плурализмот во медиите. Тоа се некои стари линии. Единствено, можеби за тоа сме со него вака отворено расправале. Он беше поврзан со таа досадна групација околу Нова Македонија и тие типови што мислеа дека треба да седат и да креираат политика и кои беа просто алергични на плурализмот во медиумите. Ја мислев дека плурализмот, и тоа беше единствена расправа со него. Сите други
и ние 99,9% сме се слагале, односно сме оделе за таа позиција да не се пренагласуваме за која он ја дефинирал на меѓународен план. Значи, идејата со американците беше многу важна, бидејќи таа нас ни релаксираше стабилноста, засилуваше битно по две основи. Прво, гаранции со Србија, дека нема да бидеме директно нападнати, ќе дојдат во судир со американските трупи на границата со Косово, а тоа е сепак различно од да се судрат, да влезат со нас и да не поминат за 2 сата да избијат на Богородица. И второ, тензиите со албанците ги решававме преку американците. Не директно, оти често со недоразбирањето со албанците, знаем, не можете секогаш да ги решавате директно, бидејќи тие не ви веруваат, можеби со право, поради долгиот период на дискриминација, имаат скепса кон вас. И затоа тоа танго на меѓуетнички односи се игра во тројца. Треба да имате сериозен партнер, медиатор, кој треба да ви помогне да ги пренесете своите идеи, сега нормално, ако тие не се авторитарни и насилни и виолентни, кон другата страна, и тогаш таа подобро ги прима ако е преку медиаторот во кој тие во веруваат. Така го правевме Охридскиот договор исто. 2001 така беше, али од почетокот тоа се заснова Македонија како пракса. Тоа беше многу здрава пракса, важна пракса. Тоа е важна политичка идеја. Така да ги решавате тие односи. Тоа е со мека арбитража, ја тоа го нарекувам. Стално имате некој кој можете да му речете, ова е нашата идеја, вие пренесете. Дали е окей? Ако треба да ја подобриме, подобриме. Тоа беше многу важно. Значи, ЦИА беше тука присутна, центарот на ЦИА во Скопје од 1992 до 1996 година. Нивните капетани тука, уствари, главни играчи добиваат 2 пати А. Тоа е највисокото признание за разузнавач во ЦИА, поради тоа што со нас тие воспоставија врски, посебно со офицерите кои работеа во бившата ЈНА, околу податоците информатички за војната во Босна. Нашите офицери беа многу корисни. Фамозниот Млекце, да речеме, во таа соработка со американците и со помошта да се блокира тој српски големодржавен проект. И војната практично во Босна. Потоа беше генералот Норман и така, една цела серија на американски разузнавачи беа тука до 96-та велам година. Центарот беше тука. И после на тоа присуство и на военото присуство на американците се надоврза и дипломатската помош Македонија и САД. Иначе историски интересно е, некој ќе праша македонците кога ќе им го кажете тоа, они не веруваат во самите себе. Имено велат, што сега американците заинтересирани за мала Македонија за нас, мора да има тука некоја игра Валканан, или ги сакаат албанците повеќе, па нас нешто да ни сместат, или некој друг интерес имаат. Тоа е карактеристична за конспиративните магли на малите народи, овие нашиве шарлатани тука кои тоа го мешаат. Конспирацијата секогаш изгледа за глупавите луѓе, изгледа начин да бидат паметни. А тоа они знаат као нешто што има позади. Ствари, нема везе, тоа беше наша страшна шанса и ние искористивме таа шанса. И Киро ја пресече таа шанса во политичка смисла. Ја пресече во позитивна смисла. Одлучи така да биде. Тоа србите никогаш, тоа Милошиќ посебно никогаш не му заборави. Затоа што он сметаше дека ние имавме среќа, србите се ориентираат кон западните срби, значи кон Босна, нас да не остават рад. Кога заврши приказната, кога веќе изгубија таа битка, беше доцна со нас да се расправаат и ние мазно искочивме надвор од нивната закана, но тие не му го заборавија тоа на Киро. Последниот состанок пред атентатот беше 2 дена, кога Киро беше во Белград. Понудата, по мои информации, беше некаква царинска унија
како Македонија да влезе во скратена Србија, односно Југославија, со Србија, и кога Киро тоа го одбил, тука била пресечена приказната дека тука нема ништо, мора по негови милошевички каприци и процени да се оди на потврда варијанта, а тоа е овде директен притисок. И сега, тие имаат, by the way, Милошевичкиот режим имаше традиција во елиминирање на политичките противници, на пола од тие потепа нивни политички опоненти во Белград. Но и руската и српската служба, кога се одлучуваат на атентати од тој тип, никогаш тоа не го прават директно они. Тоа секогаш користат криминални подземја, дури користат криминални подземја од така наречените вообичајни сомнителни групи. Може да користат албанци, бугари, да измешаат такви ситуации, за да потешко се најде линијата на врска со нарачателите. Инаку, кога некој прави таков атентат, па и секое убиство, не само политичко, секогаш има 4 групи на услови. Првиот е нормално мотивот, треба да има мотив, силен тоа такво нешто да направи некој, треба да има средства и можности тоа да го направи, треба да му се укаже прилика конкретно, и четвртиот услов е треба да има сила и можност, ако може, да ја заведе истрагата која ќе се води тоа, да ја замагли истрагата, да ја наведе на погрешен пат ако може. Значи, 4 услова. Тоа единствено србите кај нас го има. Никој друг, ни една друга служба немаше такви оперативни можности. Значи, кај мотивите, ние слушаме, овие денови месеци се прошири веста дека ЦИА имала некои информации дека македонските ВМРО-вски групации надвор ги сомничала за атентатот. Тие може би имаат мотив, но ги немаат овие други 3 услови за таква една операција. Така да се сумневам дека. Инаку од нив имаше многу закани вербални, пишувања, писма, закани кон Киро Глигоров, но не. И на тоа просто навикнавме, не само кон Киро, кон сите нас, ама на тоа просто навикнавме, не го третиравме сериозно. Не сериозно во безбедносна смисла, во изведувачка смисла. Инаку, атентатот беше изведен професионално прилично, со експлозив, го најдоа конечно петрит, кој го имаше и на овдека и некои компании што се бават со рударство го има, со метални палчиња од железара, од железници, со еден карактеристичен песок во Ами-6 од еден дел во Скопје, од потечението на Вардар. Ние беше изведен на начин на кој предизвика и поширока смрт на неколку луѓе околу, еден или двајца, мислам. Бевме сите у шок, не можам да кажам дека бевме сите супер спремни за тоа. Мислам, навистина, шокот беше голем, мене беше посебно тешко, секако ја бев поврзан со Киро на подиректен начин, од секогаш ја бев една група од нас, посебно јас бев негови, преку него влезен во политиката директно. Но на некој начин тоа све надвор од овие конспирации, експертски конфузии околу тоа, ваква било истрагата, онаква било истрагата. Истрагата практично ја заврши работата на начин на кој ништо не остана неоткриено и не доработено. Се открија сите детали околу технички околу атентатот, се открија линиите можеби кои беа сомнителни со фотороботот на врската со внатрешните службени линии во безбедносните структури на македонските служби. Имаше неколку фотографии од германската служба кои беа анализирани и тука во тој период меѓутоа почна заведувањето на истрагата. Почна тие внатрешни линии и беа обвинети прво бугарските служби,
Па мене ми беа презентирани исто такви податоци, пошто јас како министер не изведувам истрага, сепак зависите од информациите на професионалците таму. Па потоа беше албански линии, нели класично, па се појави еден разузнавач, го донесе Срđan Керим од Босна, Србин од Босна, па и тој со некакви обвинувања кон некои албанци, и тоа све стана една шема која практично ја блокираше истрагата. Иначе во истрагата учествуваа германски специјалци, односно експерти и експерти од FBI. Целата група, сите детали околу ова што спомнав, експлозивово, не беа заедно со експерти од FBI и од германските служби правени, и тоа во извештаите кои се уште ги имам, стои јасно. Тоа беше техничкиот дел. Сега тука имаше приказни кои се, знаете, ние таква средина сме провинциска и споменав конспирацијата е дел од животот кој не можеме, тој цинизам на конспиративниот и провинциски ум не можете да го избегнете, и тие се тркала и целиот атентат беше користен за меѓупартиски, па и меѓу кадровски судири внатре. Имаше разни будали кои излегуваа со тези, ми кажа човекот на УВЦ, ово е крив, оно е крив и така натака. Па дури и еден од министрите заедно со обвинителот влезе во приказна дека го открил атентаторот меѓу нас. Па даваше крични пријави кои судот и излителите уште во првата линија му ги отфрлија. Па се извинуваше после тоа дека бил не знам, притиснат или не знам од кои причини направено, тоа цело се заврши. Ја мислев, ја се надевав дека и на Чокревски разговаравме после мене. Не нормално, ја мислев дека треба после тоа поднесам оставка, ја му поднесов оставка на премиерот Црнковски. Тој сметаше исто така дека ја не треба да во тој момент одам и да ги оставам нив без тоа, па не ја прифати, практично ми направи голем проблем со тоа што ме остави во тој период понатака, но во секој случај ја не мислев да правам драма околу тоа, да бегам од таа одговорност на организирање на истрагата, и колку што можев во целата таа конфузија и погоденост се обидов да направам што можам. Мислев дека за време на операцијата Сабија во Србија, кога беше за време на Џинџич, дека српските служби ќе се отворат. Сугестијата ми беше и до Чокре да провери дали можеме да добиеме информација некоја околу тоа подетална, како тоа Милошевиќ го планира. Меѓутоа, оние останаа затворени или нема такви информации. Тоа беше на некаков кабинетско мафијашки момент направено, без да остава трага во нивните служби. Не дознавме околу тоа детали, иако беше скоро сигурно вака индиректно сугерирано дека Милошевичкиот режим има врска со тоа. Тоа беше тој момент кој беше поврзан со раскинувањето со Србија во политичкиот контекст и со ништо друго. Бидејќи ние продолживме по истиот пат, немавме судири за среќа внатре, таа ситуација ја продолжи кохерентноста во македонската политика, нели, и практично излеговме победници на некој начин, обстојувајќи на нашата независност, што заврши со формално признавање од Србија 96 година. Така беше прилично цинично, беше прилично чудно тоа мое одење тамо, па со хеликоптер средба со Милошевиќ на Караџорџевот. Беше навистина да разговарате со луѓе со кои знаете што направиле претходно, па и они знаат дека вие нешто знаете. Чудна една атмосфера се случи, така беше прилично формална, но во основа на момент на врв на јазик ти е да кажеш, па добро бе Милошевиќу, Мики, кажи нешто. Се обидовме, не успеавме, идемо дале нешто. Не. Тоа е една тврдоглава убеденост дека србите не се уствари најголеми пријатели, а ние уствари не разбираме и сме неблагодарни.
И тоа не може никому србите да го продаат, не Милошевиќ тогаш, осем нормално на Мицко сега. Вучич му го продаде таа варијанта за пари. Он каже една реченица, Милошевиќ вика, ова што ние ве признавме сега е најважно за вас, не е важен вашиот спор со Грција, тоа ќе го преживеете. И може би беше управо, бидејќи тие и нивната агресивна политика беше навистина најголема опасност за нас. Сега, она што е чудно и што ја подврдува на теза дека љубовта е слепа, таа врска на македонците со србите и на линија и на културна врска и на некаква идеолошка поврзаност од бивша Југославија, на некаква квази солидарност на одиум кој заедно или ние го следевме српскиот одиум кон албанците или кон бугарите, а ние немаме таква историја. Ние се одрековме од сопствената историја за да бидеме српски чираци. Не чинеше многу од нашата автентичност и од стабилноста на нашата демократија. И на еден чуден начин, сега, тоа не се изгуби. Сега се повторува врската на ВМРО-вската партија, која прво беше обвинувана за пробугарска позиција, па потоа за сега отворено просрпска позиција, просрпско-унгарска позиција, whatever, никако да застане на средина и да биде нормална македонска позиција на таа партија. И тоа е прашање кое можат малку се позабават оснивачите на таа партија, Љупчо Георгиевски, например. Он има некои идеи со тоа, ама не ни е јасно нас генерално надвор што го гледаме тоа, како е возможно тоа шифтување од една крајност во друга крајност, без да застане на нормалната крајност и да се соочи со независната македонска држава. Таа партија има две линии. Една е која дестабилизираат, односно ја прават несигурна да се соочи со признат македонец и со независна македонска држава која обстојува во овие граници. Проблемот, значи, на синдромот е, ја го нарекувам тоа, оние негуваат омразата и хендикепот на вечно непризнаениот македонец. Тоа е ВМРО-вската идеологија. Македонецот мора да биде непризнаен, мора да биде во трло или ставен во пештера и таа партија него да го чува од било какво отварање, било какво глобализирање, било какво мондиализирање или модернизирање. И тоа е незината вистинска сила. Македонците, од друга страна, еден дел од нив, кои ги поддржуваат, навистина се плашат од тоа да се отворат. Тоа е синдромот на мали нации. Значи, кај нив концептот на Гоце Делчев и дека го разбира Балканот, например, ајде не светот, Балканот, како културен надпревар меѓу народите, всушност е застрашувачки. Бидејќи они знаат дека сега со 1,5 милиони луѓе, а знаат какви луѓе сме, дека не сме ние најпаметните во Балканот, најобразованите и најспособните, нешто као израелци или односно као евреи или као палестинци, најобразовани па сега се снаоѓаат најдобро. Палестинците меѓу арапите важат за најобразовани, евреите генерално во западниот свет. И дека тоа не сме и се плашат од тоа отварање, бидејќи културниот надпревар за нас значи дека 1,5 милиони македонци треба да се сега надпреваруваат со 6-7 милиони албанци, 10 милиони срби, 7-8 милиони бугари и 10 милиони грци. Тоа е такмичењето. Тие со гушкање и не омраза, само со гушкање може да ве придават. Значи, треба да бидете стварно најдобри, со најдобро образование, со најдобра граѓанска интелигенција и со најдобра културна продукција, за да бидете видливи или барем еднакви во таа културна расправа. А они се плашат дека тоа не се. И клонираат кон краткорочна утеха, а тоа е седење во пештера пред која стражари
ДПМН. Но тоа е губитничка ситуација. Јас се надевам дека последен гест на таа лузерска позиција ќе биде судирот со Бугарија. Знаете, инстинктот, сите прашања на отварање на македонците и Македонија како модерна и стабилна држава ги заврши СДСМ и левицата. Едно прашање им оставија на ВМРО-вците во наследство, поради тоа што немаа мнозинство за уставни промени во парламентот, владата на Таче, а тоа е спорот со Бугарија, и ВМРО-вците се блокираа во тој спор. Го кочија, го вратија, и сега сме во позиција да немаме што да правиме. Сега сме онака земја за подсмев, која не знае што да прави, тотално аутистични некакви абстрактни изјави на поддршка на американците, на брифинг со американците, некаква беззвездна политика надворешна, која не постои ствари како политика. Туку сме остаток, рестал. Затоа сакаме да ќе збориме следниот пат, оваа тензија со Бугарија, кој документ всушност го имаме ние на маса, зашто е многу важен за нас тој документ да го усвоиме, да го прифатиме ние, да го спроведеме, и зашто ВМРО-вците мора да бидат поразени на таа тема. Не знам како ќе биде изведен поразот, дали со нивна согласност, без нивна согласност, не знам како тоа ќе изгледа, но мора да бидат поразени со тоа. Они не смеат да ја закочат Македонија на патот на Европската унија. Тоа не смеат да го прават, бидејќи ќе бидат и се најголемите во таа смисла предавници на македонската национална кауза, независно што зборат и што мислат за себе.